Синот на слепиот богаташ и неговиот другар ангелот. Чита Александар Станојков. Еден богат човек си лежал под едно дрво во летно време под сенка на плеќи со отворени очи и гледал во дрвото. Едно врапче стоело од едно градче и се погодило да се посери и паднала курешницата од врапчето право во обете очи од богатиот. За чудо големо и од Бога речедо, веднаш богатиот беше ослепел со обете очи. Стадал богатиот кај што лежал и зел водата се избил од курешницата, ама тој веќе беше си ослепел. Од тој саат веќе беше тргнал по еќиби да бара лек за очите. Давал пари по лекој сиромашкиот, давал до што имал, сето го издал и пак лек не беше нашол. Осиробашел што веќе до небајкаде и остана најсиробав во градо свој. Богатиот имал еден син многу кроток и смирен. Едно утро беше го викнал пред себе сина си и му рекол: синко бре, ај стори еден завмет да појдиш во Филјан град при Филјан богат стар мој пријател и да го поздравиш од моја страна. Кажи му, синко, за се како што ни е оталот и да го помолиш да ти дајте троа пари за да се поарџам, да ако бидам жив и здрав, ќе му платам и ќе му наплатам. Уверен сум, синко, да ти дајте со еден збор, чунти ми е ти Свети Јован. На часот стадал син му и тргнал да оид кај тој човек. Одејќи син му да слепио по патот, втасал едно момче и го поздравил. Со здравие, момче, и добар пат. Здравие да имаш, момче, му одговорило момчето што патувало. И вам добар пат нека ви биде. Момчето што патувало било ангел Божи. Од кога се здружиле двете момчиња, се прашале едно со друго, кој кај ќе оид. Ако дајат Господ, момче, кај си се упатил вака? Му рекол ангелот. Јас, момче, ако сака Господ, ќе одам во Филјан град у Филјан човек, за да сакам троа пари, од и татко би од која ослепе многу осиромашевме. Како е Господ, момче, не ет никој, му рекол ангелот на момчето. Денеска, ако сте сиробаси, утре може да се обогатите. Лели ќе сте одиле во Филјан град, у Филјан човек, заедно другари ќе бидеме чунти и јас у него ќе одам по една моја работа. Многу арно, му рекло момчето на ангелот. Ете, било късмет со другар да одам до тамо. Тргнаа да си патуваат и со лав муабет дошле до една река. Времето било пладнина и многу горештина. Знаеш, момче, што сум намислил? Му рекол ангелот на момчето. Ајде да се искапиме во река и така е горештина. Ајде побратиме, лели велиш ти, му рекло момчето. Се слекле и влегле в река да се капат. Еден од друг биле по наскраја и момчето како што се капеше, видело една змија голема колку една ламја кај идела кај него со уста зидата за страој Божи. Дал вик по ангелот: побратиме, брго трче вамо да ме избавиш од една змија што сака да ме изејде. Држ се, немој се, побратиме, еве сум до тебе. И веднаш ангелот беше ја убил змијата и беше ја изврлил на суво. Одвај дури тогај беше му дошло душата на момчето. Од кога беше се искапиле, излегле да суво и ангелот ја изгорел змијата, та беше ја собрал пепелта во една кутија и си ја клал во пазуа. Тргнале да патуваат и детето туку седело и се чудело заошто ја собрал пепелта од змијата што ја изгоре. Одиле што одиле и дошле во градот. Врвејќи по еден сокак застанале пред една куќа од еден прв богат. Богатиот имал една ќерка многу лична и умна, една била у татка и у мајка, а арно ама беше било многу таксиратлија, чунти имала дув нечист во неа. Ја гледаш, момче, онаа девојка? Ја гледам, побратиме, му рекло момчето. Јас неа ќе ти ја свршам за невеста и ќе те вдесам во незината куќа добазет со се таткати и мајкати, за да бидите уште побогати од и кај што текла вода ќе течит, што рекол некој, му рекол ангелот. Оф, бре, побратиме, ако можеш тоа добро да би го сториш да ослобода моите родители, брат ќе те имам и на овој век и на другиот, му рекло момчето на ангелот. Го зел ангелот момчето за рака и му отишол пред богатиот и му рекол на богатиот ангелот за да му ја дајте ќерка му на момчето за добазет да му бидит. Слушај, ваба, момче,
Јас ти ја давам ќерка ми на момчето, што ми велиш, аба треба да знаеш оти многу момчиња изумреле од себе под на ќерка ми. Чунти во неа имат дув нечист и излегува дева првата вечер, да ќе го удаит момчето. Да од тоа ти кажувам, оти не ќе може да се ќердосат и ќе си загубит младост. Слушај вамо, чорбаджи, му рекол ангелот. Не само момчево да го јадит лошиот дув, ами и мене нека ме јадит, чунки првата вечер ќе бидем и јас со него за да и мартирисам, само ти таксај неа и друго ништо. На часот богатиот беше викнал попот и го венчал момчето за ќерка си. Придурузите законици, нункото, старосватот, помал девер, момчето, демек ангелот, се сторил постар девер и вечерта, кога и затворија зетот со невестата во одаја, ангелот беше турдал пепелта од изгоредата збија во огон и тргнал вратата од одајата, та и затворил зетот со невестата според адето што бил. Едно си легнале в постела зетот и невестата да спијат и веднаш излегол дув нечист од невестата и му се испрел над зетот за да го удаит. Арно, ова што ти вела, клин терат, и чадот од пепел што ја врли ангелот во огнот, беше се сторила една страшна збија колку една лабија и беше се врлила над нечестивиот дув, да беше го голтнала цел како некој болен што голтнува ап. Татко е, мајка е на девојката и ангелот сада стојале пред врата и со душа чекале да се обзори и да видат дали ќе остани зетот жив. Стадало момчето и невестата од спиење и со радост отвориле вратата од одајата, беа излегле надвор и му бакнале рака на татка си и на мајка си спроти законот. Кога виде богатиот и зетот му беше останал жив и кога се научило и момчето беше турил во огнот еден прав и праот беше се сторил збија, а збијата го изела нечестивиот дув и куртулисал зет му жив, го грабнал ангелата го и го прегрнал, та од чедо повелико го избактал и со големи бакшиши го дарувал. На часот пушти богатиот по мајка му и татко му на момчето да дојдат и тука да си живеат. И додесле татко му и мајка му и ангелот му казал оти тој тоа добро му го сторил, едно за на старост да живеат пораат и друго стоката што ја имал понапред да истечит, чунки била со арам собрана. Ти благодарам, момче, му рекол слепио, татко му на момчето, и многу ти благодарам, ама многу ми е тмака дека не можам да те видам тебе и свато, сваќата и најпоеќе билата ми става. На тие збори беше се расплакал. Не плачи, пријателе, му рекол ангелот. Оти, што не е возможно човеку, возможно е Богу. Еве јас во името Божие ќе те направам една билка и ќе ти набачкам очите и со Божјата помош ќе прогледаш. Се наведил ангелот на земји, плукнал и направил троакал, та му и набачкал очите и веднаш беше прогледал. Кога се видел слепиот пак со очи, голема радост беше сторил и многу му благодарил на ангелот. Вие, пријатели, се благодарите од нас, а јас се благодарам од вас, чунки се вати Свети Јоан. Свети Јоанството, пријатели, треба да знаете отијат поголем род од сите родови што има човек. Вака да знаете и дури ќе држите правидата, ич да не се боите. А ако пак ја ватите кривината, уште полошо може Господ да ве накажит. Сега седете ми со здравје и добро видение. Колку излезе од куќа и каракип беше се сторил ангелот. Тогај дури беа сетиле оти ангел Божи беше момчето што му стори тие добриње на двете куќи. Си останаа сите мирни и радосни да си живеат, дури биле живи.